Среда, 6 август, кратки вести во 12 часот. Овој јули во однос на ланскиот, цените на угостителските услуги пораснале за 5%, објави Државниот завод за статистика. Во периодот јануари-јули 2025 во однос на истиот период од минатата година, цените бележат зголемување за 5,3%. Токму високите цени на угостителските услуги, конкретно во Охрид, се наведени како една од главните причини што посетеноста на градот можеби не е според очекувањата за оваа сезона, па Охрид според цените се споредува со светски монденски места. Сепак да не се заборави дека жителите на Охрид ги плаќаат истите цени како и посетителите, и тоа во текот на целата година. За ниското ниво на култура на однесување и грижа кон заедничките добра сме зборувале безброј пати, но поука никако да се извлече. И за време на Илинденскиот викенд тоа уште еднаш се повтори, што на јавните површини, што во езерските води. Но срамизмот продолжува и понатаму. Повторно во водите на Охридското езеро е фрлена една од таблите со која се рекламираат пловните објекти во езерото. Останува отворено прашањето до кога вака и дали можеби казните како решение ќе не направат посовесни. Течат подготовките за третото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival. Од 16 до 30 август Охрид ќе живее со водените спортови и бројните едукативни и културно-забавни настани. Предвидени се меѓународен ватерполо турнир за ветерани, кајак, веслачка и едриличарска регата, пливачки митинг, регата со традиционални кајчиња, а централен настан ќе биде традиционалниот Охридски пливачки маратон што ќе се одржи на 30 август. Покрај спортско-рекреативните активности ќе има многу социјални активности, музика, документарен филм, изложби и презентација на традиционална храна и пијалоци од Охридскиот регион. Времето денес сончево со мала до умерена облачност. Дува слаб југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.